Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро. Веднаш по првите вести на телевизија 24, време и за 24 од Сестрце. И денес повторно интересна тема за разговор во нашето студио. Верувам дека во нашата публика која што секојдневно не следи и гледа нашите емисии, има голем број на мајки и на баби кои што се грижат за своите новороденчиња, за внучињата и кои што сакаат да знаат што е најдобро и како најдобро да се грижат за своите најмили. Токму денешната тема за разговор е исхраната и негата на новороденчињата и деца помали од 1 година. На прашањата од оваа тема денеска во нашето студио ќе одговара доктор Душко Фидановски, педијатар. Доктор, добро утро и добро дојдовте во 24 од Сестрце. Драго ми е што најдовте време да бидете денеска гостин во нашето студио и да одговориме, како што напоменав, на младите мајки, бабите кои што ги чуваат своите внучиња за она што е најдобро за новороденчињата. Со задоволство ја прифатив поканата, бидејќи навистина темата е многу интересна и наоѓа примена во секојдневната пракса и се надевам дека ќе бидеме од помош на младите родители и тие кои што се грижат околу исхраната и негата на децата. Дека по 9 месеци носење во утробата на мајката, по породувањето, нели, како се доаѓа и во домот, се започнува некоја нова фаза во животот и на мајката и на бебето и време е да се воспостави некоја нова рутина нова рутина и да се за хранењето и негата на бебето. Што е она што најважно е што треба да го знае мајката кога ќе го донесат бебето во својот дом? Значи, припремата за отпочнувањето на исхраната кај децата треба да започне уште пред породувањето. Многу е битна таа пренатална едукација. Значи, треба да се работи со бремената жена уште во текот на бременоста, да и се објасни потребата од исхраната со мајчиното млеко, важноста на доењето, пред се за задоволување на потребите на новороденото и на доенчето, колку е тоа битно за него, каков дава одраз на развојот на новороденото, на растот на новороденото и на доенчето, меѓутоа исто така е многу важно и за неа, значи за подобро и побрзо враќање во една нормална, да речем, состојба после породувањето. Треба да бидат објаснети сите фази на воспоставувањето на лактацијата, значи теоретски треба да биде добро подготвена за да кога ќе дојде детето на свет, значи кога ќе се роди, да колку толку полесно биде воспоставен актот на доењето и да биде воспоставена лактацијата. Се разбира дека она што е многу важно, дека треба да се направи првиот контакт веднаш после породувањето. Затоа се сега сите болници по родилишта на принципот на така наречен rooming-in, значи мајка и дете постојано 24 часа заедно. Тој контакт прв е многу важен, кој што треба да се направи веднаш после породувањето. Бебето се става на телото на мајката, значи да се воспостави тој контакт кожа со кожа и се става на градата на мајката за да се воспостави актот на цицањето, рефлексот на цицањето, кој што веќе постои кај здравите и термински новородени, а и да почне стимулацијата на млекото. Значи тоа е многу важно, а и тие неколку денови кога се останува, значи, во болницата, целта на тој период на престој во болницата е да се воспостави, значи, една нормална лактација и да мајката ги научи принципите на доењето и на исхраната на новороденото, за да може потоа кога ќе оди во домашни услови да продолжи успешно да се одвива тој процес на лактација. Велам процес, бидејќи навистина се работи за процес кој што се одвива во текот на целиот прв месец, значи млекото кај мајката надоаѓа во текот на првиот месец. Прво е тоа прво млеко првично кое се нарекува колострум, кое е мало по количина, меѓутоа има состав кој е многу важен за првите денови на новороденото. Потоа транзицијата на млекото и на крајот некаде околу првиот месец се воспоставува онаа количина која е дефинитивна и која ќе ја има мајката во текот на понатамошниот период. Така, интервалите за доењето на бебето од... Значи, интервалите на доењето, велиме дека мајката треба да се прилагоди на барањето на бебето. Значи, тогаш кога бебето ќе побара, значи ќе ги покаже првите знаци дека е гладно. А бара плачејќи?
па не треба да се чека да дојде до тоа да почне да плаче, бидејќи тогаш веќе станува многу нервозно и може да оброкот да биде, доењето да биде неуспешно. Значи првите знаци тоа е отварање на уста, вртење на главата, испуштање на некои звуци, значи будење практично од сонот, веќе треба да представува знак дека треба да се спреми мајката за да го стави на града и да почне доењето. Така да во првите денови бројот на оброците е многу голем, значи изнесува некаде од 10 до 12, значи некаде на саат и пол до 2 бебето ќе бара да цица, а потоа тој број на оброци се намалува, некаде до крајот на месецот, значи изнесува меѓу 8 и 10, до 6-тиот месец некаде околу 5 до 6 оброка, а потоа паѓа на негде 3 до 4 оброци, се мисли на мајчино млеко до крајот на првата година. Значи секогаш кога зборувам за исхраната, можеби забележавте на новороденото и на доенчето, зборувам само за доењето и за мајчиното млеко, бидејќи веднаш още да кажам дека потенцираме дека секако исхраната со мајчиното млеко е најдобриот начин на исхрана на доенчињата и на новородените. А што се случува со мајките, односно дојките кои што немаат доволно млеко и како треба да се навикне новороденчето на адаптираното млеко? Секогаш треба да се инсистира на доењето. Значи препораките што се веќе одамна дадени на Светската здравствена организација, тоа така наречено ексклузивно доење, што значи внесување само на мајчино млеко во првите 6 месеци. Ништо друго, ниту вода, ниту чај, освен евентуално D-витамин кој што предпоставувам дека ќе го кажеме малку подоцна, ќе го споменеме и тоа. Значи 6 месеци само мајчино млеко и ништо друго. Мали се или се ретки се случаите кога од причини од страната на мајката или од страната на детето не може да се спроведе доењето, така да тогаш како алтернатива треба да се внесе, значи исхраната со адаптирано млеко, тоа се специјално комплетно адаптирани млечни формули, се работи во основата за кравје млеко, кое фабрички е прилагодено на потребите и на можностите на новородените и на доенчињата, меѓутоа тоа се млека кои се далеку понесоодветни од мајчиното млеко, значи мајчиното млеко воопшто нема алтернатива, нема замена, така да е единствен и најдобар начин за исхрана на децата. И самата исхрана кога се дои со мајчиното млеко и со адаптираното млеко, тука доаѓа и подригнувањето кое што е многу битно, а треба да го знаат мајките. Зашто е битно да подригне бебето после дојќа? Добро, не е ни толку битно да речеме, тоа е еден физиолошки процес на исфрлање на воздухот од желудникот, кој што се создава при внесувањето на млекото во стомакот. Значи бебето кога цица постои мала некоординација помеѓу цицањето и голтањето, така да некои бебиња кои што се повеќе расположени за сисање сакаат побрзо да го завршат оброкот и внесуваат и воздух заедно со млекото, така да тоа е тој воздух кој што се наоѓа во желудникот и може да представува одредена тегоба, затоа се препорачува да бебето после оброкот да биде исправено, значи тоа е една положба на градите на рамото на мајката, да се стави некаде 15 на 20 минути, обично во тој временски период воздухот се исфрла, така да потоа може да се стави во креветчето, бидејќи може да дојде доколку исфрли воздухот во креветот, значи да дојде и до исфрлање на млеко, тоа е така нареченото блјуцкање, кој знае да биде малку загрижувачко за родителите, затоа ги советуваме да го подржат исправено бебето, за да не се случи тоа да настане тоа блјуцкање во креветот, што би ги загрижило нив посебно. Иначе не се работи за некоја патолошка состојба. Во првите 3 месеци се појавуваат и грчевите кај бебињата. Да. Кои се тие правила на исхрана кои што мајката која што дои треба да ги почитува за да можеби се намалат грчевите? Значи и ова е една од физиолошките состојби кај бебињата во првите 2 до 3 месеца, може да траат некогаш случително и подолго, значи некаде до 6-тиот месец. Се работи за едноставно реакција на дигестивниот тракт, значи на желудникот и на цревата на внесувањето на храната. Значи адаптацијата на гастроинтестиналниот тракт кај децата трае малку подолго
отколку на другите органи, така да во таа фаза на адаптирање на оваа храна која нели до тогаш ја немало во тој дел во тој систем на децата, наеднаш предизвикува тегоби. Тие се манифестираат со болка, бебињата плачат. Меѓутоа најчесто се тие лесни тегоби кои поминуваат без никаков проблем. Многу мал процент од децата, смета некаде 8 до 10% од бебињата имаат големи тегоби, големи поднаводници, се манифестираат со подолготрајно плачење, обично во попладневните вечерните часови и се повторуваат секој или секој втор ден. Нема некои посебни лекови кои се применуваат за да се надминат тегобите и оние препарати кои што обично се препорачуваат, секогаш стои на нив дека се даваат за да обезбедат мирен сон на родителите. Значи не вели дека ќе му помогне толку на бебето колку да го смири родителот, бидејќи тие се тие кои што се најчесто загрижени и сметаат дека кујзнае што му се случува на бебето, кое навистина ништо посебно не се случува, никаква посебна патологија, освен што го боли малку стомачето, така да постапките се значи давање на некои од тие препарати. Тоа се најчесто препарати на база на материи кои што ги ослободуваат гасовите од гастроинтестиналниот тракт или внесуваат еден ензим кој што учествува во полесното варење на млечниот шекер, кој може да биде проблем и да биде причина, една од причините за грчевите. Исто така даваме совети на мајката која може во некој случај преку внесувањето на храната, преку типот на храната што ја внесува, да ги потенцира, да речеме, тие стомачните теgoби. Обично се советува да се избегнуваат потешка храна, како што е, да речеме, не знам, зелката, гравот, цитрусни овошја како што е портокал, лимун, грејпфрут, кои може да бидат некогаш причина. Инаку нема, веднаш да кажам, нема ограничување по однос на исхраната на дојлките, тоа многу често и се поставува како прашање. Значи, жената која дои може да јаде и да пие се, освен забраните се две работи, тоа е алкохол и цигари. Сето друго е дозволено, значи се што нормално се внесува како храна може да го конзумира, доколку забележи дека некој од овие типови на храна предизвикуваат проблеми кај новороденото, треба малку да се намали количинскиот внес на таа храна. Така, напоменавме и витаминот Д во внесувањето на исхраната. Зашто е битно и значено да се дополнително дава овој витамин Д? Значи, ако нешто недостасува на мајчиното млеко, тоа е витаминот Д. Таму го има, меѓутоа го нема во доволни количини кои се потребни за нормалниот раст и развој пред се на скелетниот систем, меѓутоа за растење на сите други ткива и органика и децата, така да е неопходно потребно да се спроведува таа профилакса, значи да се внесува од надвор тој витамин Д. Витаминот Д се внесува во форма на капки секој дневно. Препорачана е таа доза од 400 интернационални единици, тоа се обично 1 до 2 или 3 капки од препаратите кои што ги има на располагање кај нас тука. Така да тоа е таа профилакса која се започнува веднаш после породувањето, односно веднаш штом се воспостави лактацијата, тоа значи некаде после првата недела, секој дневно треба да се дава Д витамин до крајот на првата година. После тоа профилаксата продолжува и понатаму во првите 3 години во текот на зимските месеци, бидејќи знаеме дека сонцето е многу важен фактор кој го активира Д витаминот кој го има во кожата, да дојде до негово активирање, значи да се формира во форма на Д витамин кој може да се искористи понатаму во организмот. Така да во текот на зимските месеци кога сонце нема многу или не е телото изложено на сонце, се препорачува кај децата до некаде 3, па некои велат и до 5 години да добива Д витамин. И овдека ќе направиме кратка пауза за блокот реклами. Веднаш по рекламите се враќаме назад во студиото да го продолжиме разговорот на денешната тема. А секако, драги гледачи, дека и вие со вашите прашања може да се вклучите во нашата емисија на 026091924, 026091925, меѓутоа најпрвен да ги погледнеме рекламите. Повторно назад во студиото, продолжуваме со разговорот и секако ве очекуваме на нашите телефонски линии со вашите прашања за денешната тема. Докторе, колку треба да напредува бебето и како треба да напредува бебето во првите 3 месеци од неговиот живот? Напредувањето на доенчето е различно во зависност од
периодот на развојот во текот на таа прва година најинтензивен е во првите 3 месеци. Значи, обично се зема како некој просек 750 грама месечно во текот на првите 3 месеци. Потоа, секој триместар понатаму, тој просек се намалува, да би некаде апроксимативно земено било удвостручување на родилната тежина некаде околу 5-тиот месец до 6-тиот или утростручување на таа родилна тежина некаде до крајот на првата година. Обично децата и повеќе од ова напредуваат, значи постојат и криви на раст според кои ние се раководиме дали детето напредува во рамките на таа крива на раст. Би требало практично секоја земја да има своји криви на раст кои одговараат на поднебјето во кое што живееме. Поднос на тежината е тоа, поднос на должината, значи некаде околу 25 сантими од родилната должина, да речеме ако е таа 50 на раѓањето, значи некаде околу 75 сантими е до крајот на првата година долго детето, или некаде има околу 9-10 кила до крајот на првата година. Значи тоа е вака грубо земено како параметар. Дневно некаде околу 15 до 25 грама дневно или некаде околу 150 до 170 грама неделно. Значи сепак ова се вака груби мерки, ориентациони кои ние се држиме до тие, меѓутоа сепак некогаш има и отстапување. Така, а колку треба да бидат чести контролите кај педијатар во овие први 3 месеци на новороденчето? Се препорачува во текот на првиот месец да бидат тие почести контроли, бидејќи тогаш се случуваат тие физиолошки промени што веќе ги кажав, меѓу кои е жолтицата, паѓањето на папчето, воспоставувањето на исхраната, добивањето во тежината, така да сето тоа треба да се контролира, затоа почесто треба да доаѓаат децата на контрола во текот на првиот месец, значи би било најдобро некаде еднаш неделно да тоа биде во текот на првиот месец, а потоа барем еднаш месечно во првите 6 до 12 месеци. Така, напоменавме дека килажата, зголемувањето треба да биде по тие некои мерки, меѓутоа, кои се причините за стагнирање на килажата доколку не се во соодветност на овие поставени мерки? Најчесто се технички проблеми, значи немање на доволна количина на млеко, несоодветно техничко изведување на актот на доењето, значи се работи за такви најчесто проблеми. Поретки се проблемите заради органска болест, да речеме заради некои причини од страната на детето, да речеме одредени заболувања, као што се да речеме алергиите, најчесто може да бидат причина за ненапредување на детето, алергиите кои што се манифестираат преку гастроинтестиналниот систем, болести на гастроинтестиналниот тракт или болести на други системи кои може да доведат до слабо напредување. Значи има голем број на заболувања кај кои што една од знаците е детето послабо напредува. Така, исто така тука се регулира, значи во првите месеци столицата на бебето. Што доколку бебето нема редовна столица и колку дена може всушност да се толерира немањето на столица? И тука има повторно еден физиолошки момент, а тоа е дека бројот на столиците е многу голем во текот на првите денови. Значи бебето буквално јаде и после тоа има столица. Значи има голем број, колку има оброци, толку има и столици. Важно е изгледот на столицата, значи незината боја, која треба да биде нели златно-жолта, велиме ние, и конзистенцијата да не биде многу течна, да не биде многу тврда, а бројот на столиците воопшто не е важен, посебно во тие први недела до 2. Потоа бројот на столиците се намалува, да после првиот месец има еднаш на ден столица, па дури се случува да има и еднаш на неколку дена. Јас секогаш кога разговарам со родителите ги убедувам дека не треба да паничат ако новороденото нема столица 6 или 7 дена. Ќе добие после тоа, ако се појават знаци на надуеност на стомакот, на повраќање, бебето нема 6 или 7 дена или повеќе столица, тогаш веќе треба да се јават на лекар. Така. После третиот месец од животот на новороденчето, кои се промените што треба да се внесат и всушност кога се започнува со онаа кашеста храна и со внесување на други продукти? Да. Најновите последни препораки по однос на исхраната на доенчињата е
да детето биде само на млечна исхрана 6 месеци. Дали ќе биде тоа мајчино млеко или ќе биде млечна формула таму каде што не може да се спроведе доењето, важно да 6 месеци биде само на млеко. Се смета дека млекото ги задоволува мајчиното млеко и комплетно адаптираното млечни формули, комплетно ги задоволуваат потребите на децата до 6 месеци. Тури после 6-тиот месец треба да се размислува на внесување на друга немлечна храна или солидна храна или така наречено комплементарна исхрана, значи се продолжува и понатаму со доењето, меѓутоа се внесува нова храна. Најчесто се работи за внесување на овошје во форма на кашички. Сега најновите препораки се дека наместо овошје треба првата храна да биде зеленчук. За да бебето прво не внесува големи количини на јаглени хидрати кои што ги има во овошјето, а второ е да се навикне на тој вкус на зеленчукот кој е малку понепријатен отколку на овошјето, така да полесно потоа да го прифати овошјето, бидејќи зеленчукот и овошјето е битно, меѓутоа и зеленчукот е многу битен. Значи тоа се случува некаде 6-тиот, 7-тиот месец, потоа доаѓаат другите намирници од животинско потекло, као што е месото, као што е јајцата. Во кои месеци се започна со давање на месо и на јајца? Значи некаде веќе 7-тиот месец може да се почне со внесување на месо заедно со зеленчукот, значи тоа е веќе еден оброк солен, го викаме ние некаде околу ручекот, додека овошните каши се предпладне како доручек или попладне приквечер исто така, кога веќе се препорачува да освен овошјето како каша да се внесат и житарките. Значи тоа е некаде околу 7-тиот месец. Житарките се многу битни за внесување во исхраната на доенчињата, бидејќи се многу богати со протеини, а и овие кои што се комерцијално достапни се обогатени со железо, кој исто така е многу важно после 6-тиот месец да биде внесено во исхраната на децата. Кога се даваат житарките има една специфика, тоа е да се внесат прво житарки кои не содржат глутен. Тоа е оризот и пченката, а потоа се внесуваат овие други житарки кои содржат глутен, тоа е пшеницата, јачменот, овесот и така натаму. Значи тоа се све житарки кои што содржат глутен. Начинот на кој што е внесувањето на оваа друга немлечна храна, велиме дека е тоа после 6-тиот месец, меѓутоа треба да се има еден индивидуален пристап. Значи меѓу 4-тиот и 6-тиот месец веќе може да се размислува за внесување на друга немлечна храна. Причините зошто толку доцна настојуваме да ја внесеме храната е заради можноста од појавата на алергиите, како една од причините за нетолерирање на храната, неприфаќање на храната и појава на други тегоби кои се манифестираат најчесто со промени на кожата, а можат да се манифестираат и со тегоби од страната на цревата, значи повраќање, течни столици. Така да од тие причини се советува да што подоцна се почне со внесување на оваа немлечна храна што ја викаме ние. Така, кога се внесуваат различни продукти од немлечна храна, има ли некој интервал на денови, колку дена треба да поминат кога се внесува еден? Да, принципот е секогаш да се внесува една нова храна. Значи да нема во исти ден две нови храни. Кога ќе се внесат, да речеме, не знам, сме дале јаболко, ден-два, после третиот ден додаваме круша, па потоа после ден-два слива, откако ќе се дадат овие 3-4 работи, може да се комбинираат. Меѓутоа, на почеток, како прва храна која се дава нова, да нема повеќе од една нова храна во текот на денот. Тоа е основниот принцип. Се зголемува количината на храната, се почнува буквално од 1 до 2 лажичиња. Секој нареден оброк се зголемува за 1 до 2 лажички, додека не се дојде количински некаде 150 дури до 200 грама по оброк на оваа кашичка, која прво е во форма на каша, значи спасирано, измиксирано, а потоа конзистенцијата се згуснува, да би некаде до крајот на првата година веќе се користела и ситно исецкана храна, бидејќи веќе моториката на устата, на голтањето е воспоставено, веќе детето има веќе и првите зъби се излезени, така да веќе е во кондиција да може да прифати таков тип на храна. Значи да не биде целосно пасирана храната, да се оставаат парчиња. 026091924, 026091925 за сите вас кои што сакате да поставите некое прашање на денешната тема. Јас одека ќе се навратам можеби малку поназад, затоа што не напоминавме кога за прв пат, односно како треба
да се внесува вода, дали треба и кога всушност започнува со давање на вода на бебето? Многу често прашање од страната на родителите дали треба да дадам вода на моето дете. Децата кои што се на мајчино млеко, значи на доење, немаат потреба од дополнително внесување на вода, чаеви или било што друго, бидејќи сите потреби ги задоволуваат и од вода со млекото мајчино. Децата што се на вештачка исхрана најчесто имаат потреба од дополнително внесување на храна, бидејќи се работи за кравје млеко кое многу потешко се дигерира, се вари, така да има потреба од внесување дополнително на вода. Се користи вода која што е стерилна или пак флаширана вода која е превриена, значи треба да биде бактериолошки и хемиски исправна. Така, напоменавме дека некаде кон крајот на првата година треба да се дава нецелосно пасирана храна. Дали тоа значи дека тогаш треба да се започне со учење на користење на лажичка? Веднаш штом се почне со давање на таа друга немлечна храна, треба да се даде преку со лажичка. Значи тоа е основниот принцип, треба да се биде трпелив, затоа и се чека 6 месеци да детето веќе ги стекне оние вештини да може да ја прифати лажичката, така да храната што се дава треба да биде секогаш како никако да се даде на друг начин, односно има некои кои што се обидуваат преку цусла и со шише тоа да го направат, тоа е најлошата варијанта, така да секако со лажичка. Да. А докторе, кажете ми што може да се случи доколку некои намирници кои што ги даваме на бебето се дадат пред време, односно во период кога е прерано да се внесат во организмот? Па веќе спомнав, значи организмот ќе реагира на некој начин, најчесто се алергиските манифестации, меѓутоа може да се појават и други потешки манифестации во смисла на повраќање, почести проливасти столици, бидејќи едноставно кажано гастроинтестиналниот тракт не е спремен да ги прифати овие намирници, бидејќи развојот е таков да во првите 6 месеци тој систем соодветна храна е млекото, пред се мајчиното млеко. Кои се во периодот од третиот месец, нели застанавме за развојот на децата, кои се знаците дека детето, односно бебето правилно се развива? Значи првиот знак дека добро се развива бебето е оно држење на глава што го викаме ние, бидејќи нели првите денови главата, вратот е мускулатурата е недоволно нели цврста, така да главата паѓа, е нестабилна. Некаде до крајот на првиот месец веќе се воспоставува тоа држење на глава, значи кога ќе се исправи бебето, тоа може барем неколку минути да ја задржи главата во исправена положба, или кога ќе го ставиме на стомаче, се обидува да ја подигне главата. Веќе тоа е знак дека првиот знак на добар развој на моториката, потоа доаѓа подигањето, значи на рацете кога ќе се стави во легната положба, тоа е некаде околу третиот месец, некаде шестиот месец почнува да седи, прво со придржување, а потоа и самостојно, до крајот на првата година треба да се исправи и да ги прави првите чекори, потоа проводувањето, нормално развојот на говорот, значи на почетокот имаме комуникација во вид на смеење, делење на насмевки на родителите, на најблиските кои што се околу него, потоа на гугање и потоа се појавуваат првите зборови некаде таму околу 8-9 месец, да би потоа и се формирали говорот во текот на втората година. Така, не напоменавме на почетокот, што исто верувам дека голем број на гледачите ги интересира изведувањето надвор на воздух на детето. Кај нас важи на правило дека првите 40 дена не треба детето да се изведува надвор. Колку важи ова правило и колку е основано? Така, тие први 40 дена се всушност има основано ова легенда, да ја наречеме мит што име во народот, има медицинска подкрепа, бидејќи се смета дека за 40 дена комплетно се завршува адаптирањето на сите системи, органи кај новороденото на надворешната средина. Така да тој процес завршува 40-тиот ден, не 28-тиот ден кога нели поминува тој неонатален период. Меѓутоа, без разлика на се, значи, и новороденото може да се изнесе надвор уште во првите денови, само треба да се прилагодиме на надворешните услови, значи треба да биде температурата барем најмалку 10 степени над нулата, да има сонце, да нема ветер, да нема дожд, да нема загадување, што е многу битно нели овде кај нас во Скопје и во Македонија, така да нема ограничување некој поднос на изнесувањето на бебињата надвор.
Имаме ние гледач на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро. Повелете во програма сте? Би сакала да прашам нешто за докторот. Поздравувам претходно. До година, значи, колку би требало да биде железото како една граница, односно хемоглобинот за бебињата кои што се на мајчино млеко? Нели после 6-тиот месец се воведува таа исхрана и колку би била таа граница? Дали се тие референтни вредности исти за сите и за возрастните и за бебињата, или има некоја друга граница, пошто најчесто нели викаме дека се анемични бебињата? Ви благодарам на јавувањето. Да, најчестата причина за појавата на така наречените анемии во овој период, доеначкиот период, е недостатокот на железото, кој што веќе реков го нема во доволни количини и во мајчиното млеко, посебно кај децата кои што пред време се раѓаат, кои што се раѓаат со помали резерви на железо, треба ова внесување од надвор на железото да се отпочне порано. Меѓутоа, посебно после 6-тиот месец, една од причините зошто тогаш се инсистира на таа друга храна, комплементарна, значи немлечна храна, е заради внесување на железото. Гледачката не праша околу границите на железото, односно на хемоглобинот практично, кој што е првиот индикатор во крвната слика дека можеби нешто се случува по однос на слабокрвноста. Постојат различни граници зависно од возраст. Тоа се менува во текот на првата година. Меѓутоа, грубо кажано, би можеле да кажеме некаде дете кое што е на возраст од година дена, долна граница на вредностите на хемоглобинот е некаде 100 до 110 грама на литар. Така, јас се надам дека гледачката е задоволна од одговорот. Ние пополека се доближуваме, докторе, кон крајот на денешната емисија и на разговорот, што е она што може би остана како неодговорено, нешто што би требало како совет да го имаат мајките кои што се грижат за новороденчињата. Или дадовме слика за прилика првите 12 месеци? Основното е да се воспостави, значи, исхраната со мајчиното млеко. Доењето е навистина многу важниот момент и најважниот во текот на првите месеци и првата година. Придржување кон овие принципи на здрава исхрана, значи внесување на мирниците од немлечно потекло некаде после 4-тиот, односно 6-тиот месец, внимавање по однос на исхраната, бидејќи исхраната е најважниот дел во растот и развојот понатамошен на детето и на возрастниот човек. Значи, како ќе се создадат навиките во текот на првата година, такви ќе бидат во текот на целиот живот. Ако се направат грешки во исхраната во тој период, тие грешки ќе се провлекуваат понатаму и во текот на детството и ќе дадат одраз во понатамошниот живот. Децата кои што внесуваат прекумерна количина на несоодветна храна, се случува тоа во текот на првата година и потоа се оние дебели деца што ги имаме. Меѓутоа, тоа се навики стекнати во текот на првата година, а дебелината е причина потоа за голем број на други болести кои ќе се јават подоцна во текот на животот. Секако контролите кај педијатар, контрола исто така, не ја спомнавме, потребна и ортопедска контрола да биде направена на колковите, која треба да биде извршена во текот на првиот или вториот месец, така да тоа се тие задолжителни активности кои треба да бидат превземени и секако процесот на имунизацијата, на вакцинацијата кој треба да биде спроведен во текот на првата година, бидејќи бројот на вакцините е доста голем во тој период, така да и тоа треба да биде опфатено во текот на првата година. Доктор, јас ви благодарам што денеска бевте дел од нашата емисија 24 од сестрите. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе се идеме повторно на некоја друга тема од педиатријата, затоа што навистина имаме за што да разговараме кога станува збор, како велиме, за нашите најмили. Благодарам на поканата. Ќе се видиме секако уште еднаш, доколку смета дека е потребно. Секако. Драги гледачи, вам ви благодарам што денеска повторно бевте дел од 24 од сестрите. Останете со програмата на телевизија 24 вести, а оваа емисија утре во редовниот термин. Пријатно.